12 мај го одбележуваме меѓународниот ден на медицинските сестри, ден посветен на хуманоста, грижата и пожртвуваноста на луѓето кои секојдневно се на првата линија во здравствениот систем. Овој ден ширум светот се слави во чест на роденденот на Флоренс Најтингел, жената која ги постави темелите на современата медицинска нега. За улогата и значењето на медицинските сестри кои се столб на македонското здравство. Разговараме со нашата гостинка во студиото, Андроники Бибовска, медицинска сестра и техничар за едукација и обуки. Добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, ви благодарам за поканата и благодарам за можноста токму на 12 мај, денот на медицинските сестри и техничари, да бидам присутна во вашето студио. Што за вас лично значи денот на медицинските сестри? Ден во кој што ќе се направи една ретроспектива на се што минало во минатата година во однос на нашата професија. Лично за мене е ден кога ќе одбележиме нешто што е специфично за секој нас, на секој вработен на оваа позиција медицинска сестра. Обележувањето е само мал пострек за медицинските сестри да сватат во какво општество живееме, кон што се стремиме, кои се нашите цели како медицински сестри, да работите оваа професија на вистина нешто посебно, нешто убаво, нешто прекрасно. И треба да знаеме дека во општество кое што на вистина се труди да пружи максимум во однос на хуманост и негата кон пациентите, треба да се стремиме нашата професионалност да оди погоре и погоре. Колку денеска е промената улогата на медицинската сестра во однос на минатото и еве вашето искуство низ годините? Дали чувствувате дека има промена? Да, огромна е промената. Прво променето општеството, променете се пациентите. Пациентите веќе ги знаат нивните права и можности, бараат од нас голема професионалност, бараат одговори за се она што се однесува на нивното здравје. Во клиничката болница Аџибадем Сестина правилото е безбедност. Безбедност на пациентите, безбедност на вработените и на посетителите. Кога работите со пациенти од секакви категории, посебно кога работите со најмалите, мајките бараат одговори за се што е поврзано со здравјето на нивните деца. Нашите пациенти веќе имаат апликации каде што можат да знаат што отприлика се случува со нивното здравје, додека трае болничкиот престој, имаат илјадници прашања. Една современа медицинска сестра на вистина мора да одговори на сите тие прашања, да биде подготвена за секојдневната работа. Верувам дека од тука имате голем број на предизвици со кои се соочувате секојдневно. Ете ги споминавте малите деца, тие се најрадузнали, тука се и нивните родители, се разбира се грижат за нивното здравје. Да, предизвиците се секојдневни, се различни. Да работите во оваа професија е убаво од причина што секој ден вие поинаков и секој ден учите нешто и од самите пациенти. Кога дојдов во клиничката болница Аџибадем Сестина пред 10 години, на позиција сестра за едукација и тренинзи, колешките со кои што претходно работев, по професија сум инаку дипломиран медицинска сестра, техничар, анестетичар, и знаеа да кажат само тоа работиш, само едукација. Знаете, нашето општество е научено да знае се и секој од нас мисли дека нема потреба да се усовршува, меѓутоа оваа болница е доказ за тоа дека секој од секого може да научи, дури и ние медицинарите од нашите пациенти. Колку е важна комуникацијата со пациентите и она подршка која им ја давате практично на истите? Да, битно е да имате комуникација пред се со тимот со кој што работите, исто така и со пациентите. Ако имате еден добар мултидисциплинарен пристап, еден збор кој што во човештвото многу се користи, посебно во нашата професија, треба тоа вистински да биде мултидисциплинарен пристап. Тоа значи дека треба да постои усогласеност во тимот. Докторот ќе му објасни за се што се однесува за лекувањето на пациентите, меѓутоа медицинската сестра презема негата. Ако ќе кажете, во нашите тимови работат мултидисциплинарни членови, треба да знаете дека болниците не се само сестри и лекари. Ако имате еден пациент, пример, еден интернистички пациент кој што е дојден за хируршка интервенција, има диабет, а немате нутриционист во болницата, тогаш се ви пропаѓа во вода. Значи дека тој пациент од стартот не е негуван така како што треба. Колку младите денеска покажуваат интерес за оваа професија? Ева, ако се навратиме низ годините наназад, кога ние можеби бевме деца, сите сонувавме да станеме или медицинска сестра или доктор. Како е денес? Па да, тој интерес, јас мислам дека се уште постои од причина што имаме толку многу медицински училишта и средни медицински училишта и факултети за медицински сестри, високи школи. Меѓутоа, гледав некој извештај на министерот за здравство кој што е од 2025 година и го кажува тој недостаток на медицински персонал воопшто
И тоа е нешто што на посебно на овие денови многу се зборува, колку сме малку и колку треба да не биде. Меѓутоа, недостигот не е само во нашата држава, тоа е на глобално ниво. Сега младите, конкретно децата кои што треба да се занимаваат со оваа професија, не гледаат толку голем предизвик во тоа да работат оваа макотрпна професија. Како се справуваат, односно колку технологијата и новите медицински практики влијаат врз вашата работа? Вистинско прашање за нашата болница. Ние работиме со технологија од првиот ден од кога е формирана болницата, уште во 2001 година како Мала Богородица, потоа прерасната во клиничка болница. Јас сум 10 години во оваа болница, 10 години работиме по JCI стандарди и таму бара современи методи на работа. Веќе можам да кажам ни свој личен пример. Јас имав една хируршка интервенција пред неколку години и порано во минатото таквата интервенција беше интервенција која што ве ограничуваше од работното место да изостанувате со месеци. Меѓутоа сега со еднодневна хирургија се решаваат многу комплексни ситуации и тоа е бенефитот на технологијата. Болницата вложува многу во опрема. Не може еднаш за секогаш да купите една опрема, да користите со векови и да не ги следите оние трендови кои што се во медицината во нашата држава и надвор од нашата држава. Тука сме, мислам, на место број 1 во државата и технологијата е секој ден понапредна и понапредна. Многу се вложи. Медицинските сестри, споминавме на почетокот, хумани, грижливи, колку е значајна оваа професија, знаеме секојдневно, затоа што вие сте први, можеби на ударот кога ќе дојде пациент. Добивате ли доволно поддршка, да речем? Да, апсолутно. Пак ќе кажам, тим. Јас не сакам никогаш да зборувам во прво лице кога зборувам за мојата професија. Да, како професија е моја, меѓутоа болниците во кои што работиме се наши, тоа се наши колешки, тоа се наши пациенти и тука мора да пристапиме сите со една одлична комуникација. Бидејќи ако немате комуникација меѓу професијата, меѓу медицинските сестри, тоа што се пренесува и врз пациентите. Пациентите имаат секогаш шесто сетило и можат да осетат кога нешто во тимот не е како што треба. Доволно е да погледнат дека ние се погледнуваме меѓу себе и тоа го сваќаат лично, мислат дека нешто со нивното здравје не е во ред. Продолжуваме со третиот конгрес на медицински сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега, организиран од МЗМ Сарин, односно Македонското здружение на медицински сестри за анестезија, реанимација и интензивна нега. Ова беше трет поред ваков конгрес. Ајде малку повеќе околу искуството и се разбира заклучокот кој учествуваше се на овој трет конгрес и дали сте вие задоволни практично? Да, ви благодарам. Вие бевте модератор на тој настан и беше навистина прекрасно да се учествува на едно такво збиднување. Анестезија за секогаш. Не работам во анестезиологијата веќе 10 години, меѓутоа ми е во срцето, ги следам сите трендови. Конгресот беше собир на стручни лица не само од Македонија, туку и пошироко од регионот, со поддршка на сите сестри анестетичари, интензивисти во Република Македонија. Имавме гости еминентни професорски имиња, лекарски имиња кои што беа гости на панел дискусиите и видовме каде сме. Ние анестетичарките и сестрите од интензивната нега покажавме во текот на ковидот дека сме битни и дека нашето место во општеството е секогаш на високо ниво. Можеме веднаш да се трансформираме, можеме да помогнеме на многу одели во медицинските гранки. Овој конгрес покажа дека се повеќе медицински сестри сакаат активно да работат на научни истражувања. Бевте сведок на доста теми обработени од медицински сестри, дури зачудувачки беше колку професионално беа направени. Она што веќе во сестринството е промена на мајндсетот на медицинските сестри, дека она што го работат треба да го стават и на хартија. Тоа се зборувате за сите наши професори кои што ни предава во средномедицинските училишта, па и понатаму, дека се што сме сработили треба да ставиме и да го имаме како доказ. Тоа е стремежот на медицинските сестри на анестезија, реанимација, интензивно лекување и стремежот пред се на сите сестри од клиничка болница Аџипадем Систина. Ние ги поврзавме овие две збиднувања и така ја почнавме годината со тој голем конгрес, каде што имаме сестри од нашата болница кои што се во управниот одбор и членуваат активно со истражувачки теми. Таму треба да се насочиме кон науката. Професијата се разбира ви е прва и најголема љубов, меѓутоа и малку да кажеме нешто што можеби не го знае јавноста, кошарката е вашата втора љубов. Сте прочачка. Да, наистина кошарката е нешто кое што
за мене е огромна љубов и за секогаш ќе остане од причина што спортот и медицината некако одат заедно. Сведоци сте дека многу наши медицинари се добри спортисти и обратно многу спортисти се добри во медицината. Кошарката е тимска работа. А кога ќе ме прашаат зошто ќе бидам систина? Затоа што е најдобриот тим во лигата на кошарката. НБА тим во кошарката. Секој од нас се стреми да биде во шампионски тимови. Мојот стремеж беше тука да ги остварам моите соништа. Кога ќе погледнете историјата на болницата, ова што го кажавте на почетокот на емисијата во однос на Флоренс Најтингел, почетокот на сестринството, јас така ја гледам големата слика на болниците во Македонија. Еден мал сон на едно семејство со помош на неколку врвни лекари со визија направија гигант. Како во ние игричките кога градите градчиња, стигнувате до една империја. Јас така се чувствувам на двете полиња. И во кошарката, и во медицината. Почнуваме со нешто ситно и ги остваруваме полека нашите соништа. Активно сте многу полиња. Споменавте дека сте и асистент и нели во организација на вакви конгреси обединувате практично обединувате фелата и тоа многу успешно. Медицинска сестра, меѓутоа еве според вас, кои се особините кои треба да ги поседува нели една медицинска сестра за да го издржи цел овој товар? Бидејќи не е лесна работа, за товарот на нашата професија. Хуманоста имате сама по себе. Или ја поседувате или не. Ќе се препознаете дали сте за оваа професија или не. Мојот совет е на сите оние кои што работат оваа професија, не се пронашле или во установата каде што работат, или во професијата која што работат. Ако установата е таа која што ве држи во некој стеги, гледате дека вашите соништа се малку поголеми од местото каде што работите, лесно е, променете го работното место. Најдете друга болница, друга установа за работа, а меѓутоа ако се чувствувате лошо во работата која што работите, едноставно ве плаши, ви представува притисок, стрес, тогаш променете професијата. Нема некое упатство универзално за тоа како да работите работата медицинска сестра. Го сакате тоа и го работите до крајот на животот. Да, од тука по повод денот на медицинските сестри, која е вашата порака до вашите колеги и колечки? Слушнав и на овие денови се зборува многу за сестринството, за наша сплотеност, за наша неподелба. Јас сметам дека медицинските сестри како се сплотени. Ако сега во овој момент земам и се јавам на колешки од 10 различни установи во нашата држава, дали се приватни или јавни, побарам совет за некоја состојба. Еве нешто што јас не го познавам, патронажна дејност, сестри кои што работат во гинекологија, акуширство. Сигурна сум дека во најпосможен период ќе добијам совет. Така да сестрите во Македонија се сплотени, потребни се само законски регулативи кои што ќе докажат нашата професија како видлива, а мојата порака за сите сестри е учете, сакајте ја професијата и споделете го што го знаете. Таа ваша сплотеност токму јас можам да потврдам од моето искуство што го видов. И еве една кратка порака до пациентите. Со оглед на тоа дека знаете некогаш се случуваат и недоразбирања, па можеби одговорноста да се префрли на медицинска сестра или на еден конкретно дел од тимот, како што вие рековте, што не мора така да значи, а тоа да биде и сосема непотребно. Која е вашата порака до пациентите? Да, многу во прашање, пациентите се тие кои што е насочен нашиот фокус и треба да знаат дека треба да бидат безбедни. Не се лекувајте на Google, не се лекувајте на интернет, лекувајте се кај лекари и во установи каде што знаете дека вашето здравје ќе биде секогаш сочувано и ќе се чувствувате безбедни. Андроники, благодариме на разговорот, уште еднаш честитки по повод. Поздрав до сите колеги и колешки кои што денеска го празнуваат 12 мај.